Белград, дете уби деца. Скопје, деца силувале дете. Шок е откако ќе се случи, но и предупредување за секоја средина, без оглед дали е родителска заедница, училишта, кафулиња на улиците. Булинг, врсничко насилство кај малолетниците. Злоставување, агресија, малтретирање, самоизолација или отфрлање од училишната и социјална средина. Гостин во тренинг, професорката од катедрата за психологија на Филозофскиот факултет Ана Фрицкант. Професорке, што станува со бруталноста во домашното, во македонското општество, во нашето окружување, последното случување и масакрот во Белград, како да го вклучија алармот? Што е ова што ни се случува денес? Велите го вклучува алармот. Алармот одамна треба да биде вклучен, не затоа што сега тука некаде во наша близина нешто такво се има случано. За слични ситуации, настани, трагични, дознаваме често наназад малку од подалеку, преку океанот. Во Соединените американски држави знаат да прилично често се случуваат вакви немили настани. И сега може би тоа ни делува како многу далеку од нас, но еве сега се случува многу близко до нас и велите го уклучува аларм. Нешто очигледно не функционира, прилично не функционира. Сакате да го гледате тоа на ниво на поединец, да го анализирате, сакате на ниво на група или општество, меѓутоа по мене алармот одамна треба да е вклучен, затоа што и кај нас се случуваат настани кои треба да ни бидат доволно не само информативни, туку алармантни, за да се запрашаме на каде движиме како општество. Дали општеството ни е отапено? Што пропуштило семејството? Дали е проблем до системот? Па системот, општеството го чиниме сите ние луѓето, така што јас секогаш апелирам прво да се погледнеме на индивидуално ниво, како секој од нас се однесува и што прави, колку придонесува и во позитивните и во негативните процеси и трендови што се случуваат. Не сакам да мислам дека живееме во болно општество, нели, во наводници, но дека, пак ќе речам, нешто сериозно ни се случува и изместено и на планот на менталното здравје, и на планот на однесувањето, и на планот на вредностите, тоа е веќе известно, мислам, видливо. Но сведоци сме на психолошка тортура. Па и овие последни случувања. Сведоци сме на малолетничка деликвенција, педофилија, сексуално злоставување, лесно достапност до оружје. Така, се тоа што го набројавте има елементи на психолошка тортура, ама таа не е единствена, мислам, има и многу други видливи аспекти на насилно однесување, но психолошкото насилство е прилично тешко да се детектира, да се препознае, можеби затоа акцентот таму е ставен. Меѓутоа, кога го гледате еве ова меѓуврсничко насилство, таму имате мешавина од повеќе различни форми. Значи не е само психичкото малтретирање, имате некогаш и буквално манифестирано видливо физичко малтретирање, релациона агресија. И она што е навистина загрижувачки е што се случува кај се помалите, значи возраста, долната возрастна граница која што ја гледаме дека е веќе присутна, тоа е она што сериозно загрижува. Имено секоја форма на насилство е штетна, проблематична и мора да се третира, посебно ако станува збор за психолошкото. Зошто децата се иницијатори или пак се изложени на злоставување? Сложено е. Велите иницијатори. Многу е посложено од тоа, затоа што за да некој се најде во улога на насилник, може да е испровоциран, може да претходно самиот бил жртва на насилство, па влегол во тој малициозен круг на еднаш жртва, па потоа понатаму насилник. Значи го искусил пеколот на улогата на жртва на насилство,
од различен тип, а потоа и самиот влегува во улога на насилник. Некогаш имитираат насилни модели не мора со кои што растеле, но кои што ги гледале или ги гледаат интензивно околу себе или ги имитираат моделите што ги гледаат на социјалните мрежи. А за жал прилично долго и прилично фреквентно и во голем број се помали деца имаат пристап до различни содржини на социјалните мрежи, значи медиумите, што е тоа што го гледаат, на што се изложени, исто така може да биде сериозен ризик фактор кој ќе придонесе да некој се однесува насилно. Степенот на развој докаде не само тие може би имаат увид што прават, така на рационално когнитивно, знам дека сум ви кажал нешто лошо или сум ве удрил, сум ве нападал и слично, но во развојот знаеме дека доменот на емоциите не оди така брзо како доменот на когницијата кога се развива. Сознаното оди побрзо од емоционалното. И сега вие може да имате, да речеме, висока интелигенција, да сте скроз одличен ученик, ама ако имате ниска самоконтрола, имате ниска емоционална регулација или генерално ниска себерегулација или ниска емпатија, недоволно развиена емпатија, ќе потфрлите многу во доменот на меѓусебните интерперсоналните релации со другите околу вас. Кои какви се знаците кај децата жртви на булинг и какви би можеле да бидат последиците? Тоа меѓуврсничко малтретирање не е ново, не е скорешно, тоа одамна веќе постои, е феномен кој е во пораст за жал во најголемиот дел од земјите во светот. Вие велите не е ново и меѓутоа она што е можеби загрижувачки, што расте. Апсолутно, растечки тренд. И тоа е сериозно голем проблем. И во тоа море од истражувања не постои ниту едно кое вели дека има некакви позитивни ефекти, да некој биде изложен на некаква форма на малтретирање или меѓуврсничко насилство. Посебно улогата на жртва е опасна. Причините за растот на, односно зголемувањето на овој негативен тренд, булинг кај младите? Да, станува збор за сложен феномен. Не можеме да посочиме еден аспект. Значи, многу аспекти се вклучени. Да речеме, секогаш кога ќе се случи нешто лошо, некаков немил настан и некако се бара виновникот. Дури дома некој да преврти вазна со цвеќе, па ќе прашаме кој го направи ова. Значи секогаш се бара виновникот, ама она што всушност ни треба ако сакаме суштински нешто да решиме, не да бараме толку виновници, туку да ги бараме причините зашто нешто се случува. Ме прашавте што се случува со жртвата. Вклученоста во меѓуврсничко малтретирање од психолошки аспект има штетни последици кои се и краткорочни и долгорочни и по жртвата и по насилникот, односно насилниците. Ние се фокусираме на жртвата затоа што да, таа е најизложена на страдање. Меѓутоа краткорочни и долгорочни негативни ефекти има и по насилниците. Она што е проблематично е што насилникот полесно се препознава од жртвата и жртвите најчесто долго време молчат. Додека да каже детето дека трпи насилство од некој, не знаеме колку време поминало и што се случувало во тој временски период кој поминал. Професор ке психопат кој треба да се смири, изјавил убиецот на довчерашните соученици. Многу фактори се тука вклучени, верувајте. Мора да се погледне семената динамика. Кога се истражува ваков комплексен феномен, се гледа училишната клима. Се гледа личноста на поединецот, значи личноста на тој кој влегол во улога на насилник и малтретиран некого. Личноста на оној кој влегол во улога на жртва, затоа што, пазете, во пракса не секој станува жртва, некој може да биде посочен да се направи обид да се вовлече во улога на жртва. Значи насилникот да го нападне, да го избере како потенцијална жртва. Меѓутоа, знаеме од пракси, од емпирија дека високо психолошки резилиентните деца не успеваат да бидат вовлечени во таа улога на жртва, разбирате? Значи успеваат да му возвратат на насилникот дури да има обид и да не едноставно му дозволат да ги малтретира. Така што колку сме психолошки резилиентни, односно отпорни, е страшно многу важно и за одржување на менталното здравје и за вакви исходи. Дали
ќе дозволиме некој да не малтретира, дали ќе ја прифатиме улогата на жртва, затоа што и насилниците не напаѓаат рандом било кого случајно. Тој точно избира кој би можел да биде потенцијална негова жртва. Дали општеството, односно пред се луѓето, се повеќе меѓу себе се оттуѓуваат, се затвораат во себе? Индивидуално сме различни, ама она што ни го покажа пандемијата која веќе заврши, од која излеговме, ни ги покажа сите слабости и на индивидуално ниво и на ниво на општество. И токму тука видовме колку некој, пак ќе се вратам на тоа, е отпорен и може да се справи со стрес, колку има стабилно ментално здравје, затоа што менталното здравје не е само отсуство на болест, туку е колку сме ние, каква е нашата емоционална, социјална благосостојба, психолошка благосостојба, значи како реагираме кога сме во состојба на стрес, каков квалитет на релации градиме со другите луѓе. Значи, како пристапуваме едноставно, како се однесуваме во секојдневието, така што некој дури и подобро функционира кога е повеќе, да речеме, само, значи само свесно се осамува. На некого многу му треба група, многу му треба друштво. Сега зависи во кој период од животот сме. А кога сме адолесценти, посебно во рана адолесценција, тоа се 12, 13, 14 годишна возраст, многу им требаат врсниците. Не толерираат и не прифаќаат така лесно и смирено да не бидат дел од група, да бидат исклучени од група, па степенот на конформирање со групните норми, вредности, барање и притисоци од врсниците е прилично висок на таа возраст. Така што врсниците се во тој период на адолесценција најмоќните, најдоминантни агенси на социјализација, така што едно е да возрастен човек, да речеме, избере да биде сам или да мора под одредени околности да функционира малку поодделено од групата негова, а сосема поинаку е тоа за децата и за адолесцентите. Како да се врати човечноста кај родителите, да се намали агресивноста кај младите, да се ресоциализираат младите кои очигледно како да го губат компасот? На многу нивоа треба да се действува, ама јас пак повикувам на тоа секој да го даде максимумот од себе во делот кој што е најповикан да го даде. Значи, како родител да имам квалитетна релација, да градам квалитетна релација со моето дете, значи да покажувам интерес, да ја развивам меѓусебната доверба, квалитетната, ефикасната комуникација, да бидам присутна за детето тука, да слушам што сака да ми каже и тогаш кога молчи. Што ми кажува со молчењето? Кога сме кај родителството, дали родителите си ги познаваат децата? Па, задолжително би требале да се ги познаваат децата. Најдобро би требале да се ги познаваат токму родителите децата. Ама тоа е нешто што се гради од сам старт во животот, многу рано. Ако почнеме таа релација да ја градиме кога ќе додат во средно училиште или кога ќе подпораснат, сме задоцниле малку. Затоа што во развојот, колку порано нешто почнете да стимулирате, толку подобро. И се разбира, колку порано нешто почнете да коригирате, исто така толку подобро. А најдобро е да не морате ништо да коригирате. После трагедијата во Белград, социјалните мрежи се преплавени со коментари. Она што можев да го забележам, големо количество на омраза, гнев, агресија, самобендисаност кај дел од оние кои пишуваат, коментираат, анализираат. Дали станавме луѓе за се и се што да знаеме и во се да се разбираме? Очигледно сме, не сакам да генерализирам, затоа што тоа не е добро да важи за сите, меѓутоа очигледно голем дел од луѓето се преполни со негативни емоции, со напнатост. Сето тоа ви укажува на која некаде мора да излезе, на некаков начин излегува. За жал гледаме многу почесто неконструктивни, деструктивни начини на кои тоа се манифестира, нека и вербално. Знаете, не е доволно само дома вие да работите со детето. Да, нужно е да разговарате.
Затоа што ако на вас како родител не ви се довери, искрено не ви се отвори, не комуницира со вас, не само за убавите работи, уште повеќе за неубавите, за проблемите, што останува за другите? Сега знаеме дека во адолесценција сакаат и се најчесто поблиски со врсниците, отколку со родителите. Меѓутоа, без оглед на се, таа релација мора да функционира. Да функционира на доверба која мора многу рано да се изгради. И тоа вие како да пливате во река. Кога учат децата да пливаат, родителот е прво покрај нив, така не ги пуштаме сами да пливаат, па ќе научи, па ќе почне да плива и само. Значи тоа се оние вештини, она отпорност која треба да им ја изградиме уште од мали нозе за да можат потоа без нас, бидејќи како што растат родителите нема да можат 24/7 да бидат со нив и не ни треба да бидат. Ви благодарам за гостувањето во емисијата. Благодарам за поканата.